As the eyeball went left to right, I could hear the eyes moving and squelching. The challenges of maintaining body and mind. Our children's mental health is our continent's future wealth. Health on the BBC World Service. And in half an hour, we join Ed Butler for Business Daily. The costs of global healthcare are pretty scary. 10% of all the world's GDP now goes on it, and the figure's rising. As we get older, can AI and smart tech bridge that gap to help us take care of ourselves? This is the BBC World Service, the world's radio station. The following program is in Macedonian. 3ZZZ, Multicultural Radio. Почитувани македонци, ќе се вратам, вие гледајте го македонското национално знаме, додека се вратам. Z 92.3 FM. Филиповски денче клиник за сите ваши потреби и изработки на акрилични и метални протези. Јавете се за бесплатна консултација на 0433 220057. Да зборувате директно со Филип Филиповски или на 9465 4946 во ординацијата која се наоѓа на 2 Lawn Street во Лајло. Додека патувате со јавен превоз и такси возила, мора да носите маска за лице што ги покрива носот и устата. Носењето маска за лице помага да бидете безбедни вие и другите во нашата борба против COVID-19. Затоа ве молиме, носете ја маската правилно за време на вашето целосно патување. За повеќе информации одете на веб страницата за јавен транспорт Викторија, спонзорирано од јавниот превоз Викторија. Добар ден, почитувани слушатели. Вие сте на програмата на македонска радио програма 3ZZZ на бранова должина 92,3 FM мегахерци. Во денешната програма ќе слушате осврт од нашето студио, споредба помеѓу фудбалерите и политичарите. Ајде да направиме споредба помеѓу политичарите и фудбалерите, како се брани нацијата, односно како се брани државата. Потоа во вториот дел нашата радиопрограма ќе емитуваме вести од Република Македонија со Фиданка Атанаскова и
спорт и прогноза за времето. Веројатно ќе опфатиме поголем дел на нашата емисија, денешна емисија од Европското фудбалско првенство, каде што Македонија покажа одличен фудбал, уште поголем патриотизам и уште поголема љубов кон својата татковина Македонија, но за тоа одма постем оваа песна. Денес со вас е Ицо Најдовски Перин и ќе ја започнеме програмата со анализата. Останете со нас, почитувани слушатели. Инаку, како што знаете, македонците кои ја бодреа репрезентацијата на Македонија беа насекаде присутни и едно што кај мене, не знам кај другите, кај мене остави силен впечаток, почитувани слушатели, е тоа што иако беа неколку илјади навивачи на фудбалската репрезентација на Македонија во Букурешт и во Амстердам, ниту еден инцидент не беше забележан од медиумите, од светските медиуми, европските медиуми и македонските медиуми. Толку многу убаво се однесуваа македонците, толку многу добро се однесуваа, сплотено, заеднички и на раце, така речи, ги носеа фудбалерите на сите три утакмици. Еве да пуштиме една од песните, Земја македонска, каде што во центарот на Букурешт беше забележана од македонците кои беа меѓу тие навивачи кои беа над 5000 или до 8000, некои велат 10.000, меѓутоа не е ни важна бројката, колку беше важен карактерот, однесувањето на навивачите и исто така не правење инциденти, туку спортски навивање.